Македонската ракометна репрезентација одигра нерешено 24-24 против Чешка во второто коло од Европското првенство во Данска. Македонија добро го отвори надпреварот и победи со 5-2 и 6-3, но потоа следуваше пат кој го искористија чесите и дојдоа до преднос од 6-7. До крајот на првото полувреме се играше гол за гол и на одмор се отиде со преднос на Чешка од 10-11. Во вториот дел повторно добро стартувавме и направивме преднос од 17-14, за да потоа повторно Чешка го сврти резултатот во своја корист и да дојде до преднос од 20-21. Последните минути поминаа во вистинска драма. Македонија водеше со 24-23, но прими гол на една минута пред крајот, за да во последниот напад не реализиравме и им дозволивме на чешките ракометари да ги имаат последните 10 секунди за напад, кој за среќа на Македонија не го искористија, па надпреварот заврши нерешено 24-24. Во нашата репрезентација најефикасен беше капитенот Кирил Лазаров со 12 гола, Миркуловски постигна 3, додека по 2 гола постигнаа Димовски, Георгиевски и Манасков. Кај Чешка најефикасен беше Хорак со 8 гола, додека Јиха постигна 5. Нашите репрезентативци денеска имаат ден одмор, а веќе утре го играат решавачкиот надпревар со Австрија за пласман во втората фаза на Европското првенство во Данска. Во вториот надпревар од нашата група, домаќинот Данска очекувано ја победи Австрија со 33-29. Денеска на првенството се игра второто коло и во групите С и Д. Кларен Сидоров објави крај на својата фудбалска кариера на 37 годишна возраст. Холандјанецот истото го стори за да седне на тренерската функција во Милан, каде играше 10 години. Сидоров договорил соработка со клубот за кој што настапуваше од 2002 до 2012 година. Сакам да ја објавам мојата одлука за крај на мојата фудбалска кариера по 22 години. Тоа беше тешка одлука, но јас сум задоволен од успесите во мојата кариера. Мило ми е што во Ботафого оставам тим кој се пласираше на Копа Либертадорес, изјави Сидоров. Сакам предизвици, а водењето на Милан дефинитивно ќе биде голем предизвик за мене. Отказот на Алегри беше клучен елемент во мојата одлука да се пензионирам. Повикот од Милан пристигна во понеделникот. Имав тешка ноќ, но одлучив да ја прифатам понудата на Милан. Многу сум среќен за пружената шанса и многу сум мотивиран, заврши Кларен Сидоров. Тој за Милан одигра 300 надпревари и постигна 48 голови, а во дресот на Ботафого одигра 58 мечеви каде беше стрелец на 16 голови. На Австралија Опен се играат надпреварите од второто коло. Новак Џоковиќ се пласираше во третото коло како го порази Леонард Мајер со 6-0, 6-4 и 6-4. Џоковиќ забележа 30 винери и 11 неизнудени грешки, а во следното коло ќе се сретне со Денис Истомин, кој беше подобар од Турсунов со 7-6, 4-6, 6-7 и 6-4. Понатамошен пласман обезбедија и Томаш Берди, кој го совлада Де Шепер. Давид Ферер во 4 сета беше поуспешен од Манарино, Гаскеј го елиминираше Давиденко, а босанецот Џумхур се пласираше понатаму откако хрватот Иван Додих го предаде мечот. Кај дамите сигурна беше Серена Вилијамс со триумфот од 6-1 и 6-2 над Весна Долонц од Србија, а елиминирана беше и Сабина Лисицки, која загуби од Моника Николеску со пресврт од 6-2, 2-6 и 2-6. Сигурен настап имаше и Ана Ивановиќ, која со 2-0 во сетови ја победи Бек со 6-1 и 6-2. И во следното коло ќе се сретне со домашната зенисерка Саманта Стосур, која исто така со 2-0 во сетови, 6-0 и 6-2 ја победи бугарката Светлана Пиронкова. Само 4 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. 3 победи забележаа домашните тимови, а само една гостите. Мемфис славеше на домашен терен над Оклахома со 90-87, а Марк Гасол се врати во редовите на Гризлис. Гасол поради повреда на коленото пропушти 23 надпревари, а на овој дуел даде 12 коша. Кортни Ли со 24 поени ги предводеше домакините. Зек Рендол придоаде 23 поени и 13 скока, а Конли 19 коши и 7 асистенции. Оклахома го претрпе третиот пораз во последните 4 меча, а најефикасен беше Дурен со 37 поени. Индијана стигна до 30-та победа сезонава, солдувајќи го Сакраменто со 116-92. Пол Џорџ постигна 31 поен, а Вест 16 коша и 8 скока за Пейсерси. Демаркус Казинс имаше 31 поен и 13 скока во поразената екипа на Кралевите. Кливленд славеше нагости во Стейпл центарот над Лейкерси со 120-118. Луол Денк постигна 5 тројки и мечот го заврши со 27 поени, а Варежал придоаде 18 поени и 18 скока. Лейкерси загубија на 11 од последните 12 надпревари, а Ник Јанг беше најдобар со 28, додека Џоди Микс постигна 26 поени. Шарлот Бобкет славеше на Њу Йорк Никс со 108-98. Ал Џеферсон постигна 35 поени најмногу сезонава, додека Кемба Вокер уфрли 25 коша. Њу Йорк ја прекина серијата од 5 победи поред, а најдобар во тимот на Њу Йорк беше Кармело Ентони со 20 поени и 6 скока. Завечерва дури 13 надпревари во NBA лигата.